за 346 милиони денари, односно за 5,46%, се намалува буџетот на град Скопје за 2018 година. Советниците денеска ја усвоија точката на предлогот за изменување на буџетот со кој се предвидува рационализација на трошењето на буџетските средства. Намалувањето се врши во основниот буџет, додека во буџетот на донации се зголемуваат средствата за 1,24%. Како што истакна денеска градоначалникот Петре Шилегов, измените се вршат согласно склучените договори и динамиката на реализација на проектите во 2018 година, а во буџетот на донации се зголемуваат средствата во износ од 1.200.000 денари, што е согласно динамиката за реализација на донаторските проекти на град Скопје и на институциите под надлежност на градот. Буџетот на кредити, буџетот на самофинансирачки активности и буџетот на дотации остануваат во непроменет износ. Најголемите промени, како што всушност можете и да видите, се во средствата кои што се однесуваат на секторот за планирање и уредување на градешно земјиште, каде што намалувањето изнесува 226 милиони и 820.000 денари. Намалувањето на овие средства за планирање и уредување на градежно земјиште се должи на постигнатите поевтини цени во текот на тендерските постапки на проектите кои што се изведуваат во оваа година во однос на истите такви или слични кои што се одвивале во изминатите години. Например, булеварот Христијан Тодоровски Карпуш, чија тендерска постапка за првата фаза е завршена во 2016 година, постигнал значително повисока цена по километар по однос на втората фаза, чија тендерска постапка заврши оваа година. Втората фаза за истиот овој булевар во текот на тендерската постапка постигнува цена по километар која што е за 21,85% поевтина од онаа која што била постигната во 2016 година. Во ребалансот исто така ќе може да забележите дека се тргнати и средства за определени проекти, што не значи дека градот се откажува од нив. Туку дека овие средства се префрлаат или ќе бидат префрлени во буџетот за наредната буџетска година, а проектите или дел од нив остануваат во приоритетите мој како градоначалник и на оваа градска администрација. Исто така, сакам да напоменам дека со носењето на ваквиот ребаланс на буџет и префрлање од определени ставки, всушност градот и официјално создава можност да започне со сосема нова стратегија за третман на комуналниот отпад. Дел од средствата кои што ги префрламе се средства кои што ќе послужат градот да може во текот на оваа година да распише јавна набавка за набавка на нови 600 контейнери и нови возила за потребите на комуналната хигиена. И овој концепт станува збор за сосема нов изглед на контейнерите, согласно техничката спецификација која што ја постигнавме, сосема нов квалитет на контейнери кои што досега во Скопје ги немало. На денешната седница опозицијата имаше доста реакции до градоначалникот Шилегов околу намалувањето на средствата во делот на комуналната инфраструктура. Советничката Светлана Коларич од ВМРО ДПМНЕ најмногу потенцираше на кратењето на средствата за улиците во Кисела вода. Голем број на средства се намалуваат и во делот на булевар Никола Карев. Например, од предвидени 15 милиони се исклучуваат 14 милиони и остануваат по милион денари. Никола Карев милион денари останува, за Боца Иванова останува милион денари, останува милион денари за дислокација на далноводот на булевар на Христијан Тодоровски Карпуш. Советникот Јован Лазаров рече дека во изминатите години средствата се пренаменувале од една на друга ставка, а оваа година се намалуваат. Лазаров реагираше најмногу околу намалувањето на средствата за градежните работи.